По однос на денешната комисија, гледам дека има голем интерес и од представниците на земјите членки на ЕУ. И токму во тој контекст ќе побарам да не се започнува комисија на која што се злоупотребува европското знаменце. За закон и за регулатива која што нема никаква допирна точка и не е наведено во предлог законот со ниедна регулатива на ЕУ. Ние во ова собрание сме усогласувале голем дел од законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската Унија. Но, според член 135 од Деловникот, став 4, кога предлог законот содржи одредби со кои се врши усогласување на правото на Република Македонија со тоа на Европската Унија, во воведот се наведуваат и податоци за изворниот акт на Европската Унија, за актот со кој што се усогласува македонското право, со пол назив, број и датум. Со предлогот на законот се поднесува и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на Европската Унија со кој е извршено усогласувањето. Затоа сакам да прашам, со кој акт на Европската Унија ние денес го разгледуваме предлог законот за двојазичност со европско знаменце? Дали има таков акт кој што се однесува на Република Естонија? Дали има таков акт кој што ја утврдува двојазичноста во Словачка? Дали има таков акт кој што пропишува кои се службените јазици во Италија, во Германија, во Латвија или во Унгарија? Ова е класична политичка злоупотреба на европското знаменце за еден предлог закон кој што е политички договор помеѓу 2 или 3 политички партии, но нема никаква допирна точка со ниеден акт на Европската Унија. Затоа, ако сите тврдиме дека сме за владење на правото, треба да бидеме јасни дека овој политички договор нема да се реши на начин со прекршување на правото и со злоупотреба на европското знаменце. Испаѓа дека европското знаме е употребено во овој предлог закон како смоквин лист кој што треба да го сокрие недостатокот од јавна дебата. Европското знаменце е злоупотребено на овој предлог закон како смоквин лист за да ја сокрие неуставноста на овој закон. И европското знаменце е злоупотребено на предлог законот за двојазичност за да ја сокрие немоќта на луѓето кои што го составувале законот да дискутираат со надлежните институции, како што Институтот за македонски јазик, Ајде молам без говори политички, кажете го барањето процедурално кој е, па после процедуралното барање, ве молам да не ме прекинувате. Можете колку сакате, без. Кој ви е барањето, ве молам. Барањето е овој предлог закон да се повлече европското знаменце од овој предлог закон, да се отвори јавна дебата за овој предлог закон, да ги поканиме тука надлежните и политички партии, и граѓани, и институции да дадат мислење за овој предлог закон. Да не се крие политиката зад европското знаменце. Да не се крие неуставноста зад знамето на Европската Унија. Нека крене еден рак и нека каже од дипломатите кој европски акт, која регулатива и директива на ЕУ, под кој број да не ги злоупотребуваме гостите, ве молам. Јас не ги злоупотребувам. Држете се на процедуралното. Вие тука ги имате донесено како украс. Држете се на процедуралното. Овде имаме злоупотреба од ваша страна на европското знаменце. Јас не злоупотребувам ништо, само укажувам дека европското знаменце е злоупотребено како смоквин лист кој што има за цел да го покрие политичкиот договор кој што е насилно кршење на уставниот поредок за носење по скратена постапка без јавна дискусија на закон што е спротивен на Уставот на Република Македонија. И дозволете да се доискажам.
И го цитирав тој член, сега ќе ви продолжам понатаму. Со поднесениот предлог закон за употреба на јазиците не се усогласува ниту една област со правото на Европската Унија. Ова е уште еден доказ дека имаме злоупотреба на знамето на ЕУ.